Заев конечно се појави на суд за случајот подкуп, но рочиштето е одложено. Причина недоразбирање кој обвинител ќе го застапува обвинението. На почетокот на судењето одбраната на Заев, кој е прво осомничен во случајот, бараше земање на обвинителот Владимир Милошевски, бидејќи му истекол мандатот во основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција. Милошевски посочи дека кривичниот предмет го застапува обвинителството, а со оглед на тоа дека му е доделен нему, нема пречка тој да биде застапник. По ова судиката која го води процесот даде пауза по која во судницата влезе обвинителот Златко Биковски како замена за Милошевски. И овој обвинител не беше прифатлив за одбраната на Заев. Овој пат причина беше како што велат, тој бил дел од злосторничко здружение кој монтирало политички процеси против лидерот на опозицијата. И исто така бил обвинител и во случајот Пуч. По ова повторно беше дадена пауза, пошто беше донесена одлука да се чека одговор за ова барање од јавното обвинителство. А рочиштето е закажано за 23 февруари или точно за еден месец. Денеска, како што бевте сведоци, бевте присутни на судењето, навистина се случи на катар за врв на срамот во правосудството во Македонија. Златко Биковски, кој што го водеше случајот Пуч, дојде да го заменува Владимир Милошевски. А Владимир Милошевски констатиравме дека не е надлежен и нема надлежност да застапува вакво обвинение. Истиот Златко Биковски на претходното рочиште потврди дека тој има право да го застапува ваквото рочиште. И некој овој предмет тапка во место повеќе од една година. Првото рочиште против Зоран Заев, кој е осомничен за барање на подкуп од над 160.000 евро од бизнисмен за градежно земјиште, се одржа на 25 јануари минатата година, а беше и многу пати одложувано поради како што се велеше неодложни службени обврски на Заев.